Во почетокот на 20-тиот век, Македонија не зборува од својата земја. Таа зборува од далечина. Далеко од своите градови, од своите планини, од своите села. Во еден град, во срцето на Руската империја, во Санкт Петербург, Крсте Петков Мисирков не е сам. Таму работи заедно со Димитрија Чуповски како дел од македонската интелектуална емиграција. Тие не се револуционери со пушки, ниту говорници на плоштади. Нивната борба се води зад затворени врати. Во библиотеки, во тивки соби, над маси покриени со карти и ракописи. Нивната цел не е книжевна слава, ниту академска кариера. Тие пишуваат со чувство на посебност, поднесуваат меморандуми, пишуваат апели, се обраќаат до големите сили. Со јазик што империите го разбираат. Бараат едно – автономна и независна Македонија. Не како романтична идеја, туку како политичко решение. Но империјалната политика нема слух за мали народи. Меморандумите се примени, разгледани и оставени без последици. Обидот завршува без успех. Нема одговор, нема поддршка, нема промена. Македонија останува прашање без решение, но намерата останува запишана. Меморандумите на Крсте Петков Мисирков и Димитрија Чуповски не донесоа автономија, ниту независност. Тие беа поднесени, примени, разгледани и оставени без одговор. Но тоа не беше крајот. Затоа што нивната борба не се водеше со оружје. Таа се водеше со зборови, со карти, со документи и токму затоа таа беше побавна, потивка и полесна за игнорирање. Империите продолжија понатаму. Балканот продолжи да гори, а тие се вратија на своите маси, на своите белешки, на своите сомнежи, без победа, без признание, но и без откажување. Затоа што понекогаш историјата не почнува со успех. Таа почнува со луѓе што одбиваат да молчат и продолжуваат да пишуваат.